Возможено од Универзитет Скопје. Поддржано од Newborn Clinic, Ананас МК, Земи пари, Mintins, Halkbanka. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте во нешто конкретно. Денешната тема е што значи титулата во денешно време. Ако порано се знаело дека тато е најважен во семејството и како тој ќе каже така треба да биде, дека тато оди на работа и после работа откако ќе се врати мора да одмара, дека тато не чисти по дома, тато не менува пелени и тато не чува деца, се чини дека денеска времињата се сменети. Па тато освен тоа што оди на работа, тој и чисти, готви, средува по дома, чува деца додека мама е некаде излезена и исто така тато зема породилно отсуство. Денеска ќе прашам и кога било полесно да си во улогата на татко, тогаш во поранишното време или сега во ова време. Исто така ќе побарам одговори на прашањето дали порано татковците создавале поуспешни и посамостојни генерации или пак тоа е задача на овие денешниве. И бидејќи постојано се зборува за жена, мајка, кралица, јас сакав да направам малку контра, па денеска ќе угостам мажи, односно тие ќе бидат мажи, татковци и кралеви, за да го слушнеме и нивното мислење. Публиката го знае како Пере Нокаут, а домашните го знаат како татко на Михаела, Каја, Софија и Ирис. Уметник за женски деца, Никола Перевски. Него го знаете како момчето со картоните, а од неодамна на картон напиша: "Добре дојде на светов бисера." И животот почна да има вистинска смисла. Кристијан Станковски Бомбакис, татко на бисера. Тој е Иван од Либеро Бенц за целата публика и за македонската јавност, а по дома е татко и на Нија. Иван Јованов, уште еден уметник за женски деца. Скопската публика ужива во неговите настапи, а тој по дома ужива со синот наследник, Максим. Мајстор за машки деца, Филип Пешевски, Арија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Па добре ми дошле. Добро ве најдов. Убава титулава, нели? Прекрасно. Титула као титула, да. Така. А ова мајки, жени мајки кралици, нели? Она спротивното, како ви звучеше? Па и тоа Мажи, си. татковци, Мажи, кралеви? татковци, кралеви. Се тоа титули. Право пропорционално одлична титула. Одлична. Добро. Сега вака, викаат дека оние кои што имаат женски деца се уметници, што значи дека тука имам 4-кратен уметник, така ли? Па, така некако. Имам, овие сте дебитантни уметници, Дебитанти, да. а ти си мајстор. Така вика, Така викаат, мајстор. така вика. Добро, сопругата е трудна пак, значи сега ќе Да. идеш веле мајстор или? Па не знам како ќе ми ја дадат титулата, кога ќе се Така. породи здравија за месец и нешто Девојче така нешто. или Девојче, овој пат уметник. имам ќерка, така да го кажа уметник, мајстор, така да веле мајстор. Веле мајстор, добро е, Да. добро. Вие како вие со женски деца? Се работи, како беше еве, ајде Пере ќе го прашам, пошто викаат Каже, Пере. татко што има женски деца, цел живот мора да работи за влошки. Да, знаеш како се, како растат и почнуваш за пелени прво, па овако, па за улошки, и тоа е. Се има и, значи, и за улошки, фала му на Бога, се има и за пелени. Се уште кај мене драстична е разликата во однос Така, да. на годините. Да кажеме, од првото до последното е 26 години е разлика. Али фантастично, значи толку енергија даваат, мислам, пази, колку и даваат, толку и зимаат, знаат да земат. Меѓутоа, по-исконско чувство, некое по-големо, јас не, по-убаво чувство не сум доживеал од моментот кога доаѓа едно дете на свет, а не 4, на вистина прекрасно. Пето машко?
Па види, јас од второто идам на машко, да се разберам. Така ли? Да. Не. Бъркам. Ајде да видиме Да не што речем ќе од првото, ама од второто веќе идев на машко, ама некако споро тоа сето. Добро. Да, така што. Не губи надеж. Добро. Не е. губи надеж. Тато Кристијан. Сите те знаат како бомбаки, сама ми рече дека не можеш да се навикнеш на тато некој да ти Па рече. не можам, уште не можам, али полека се прилагодуваме. Кој ќе му каже, вајде ќе биде свеж. Да, она кој ќе ми каже кој ќе прозбори, ќе бидам свесен тоа. Сега за сега, уште ми е чудно малце. Така, а сопругата како вика по дома, ние имаме еден обичај да, нели кога ќе се породиме, кога ќе имаме веќе деца, па викаме сега тато ќе те земе, сега тато. Го вика тоа сопругата? Секако вика по дома. Не само тоа, инаку да, вика така дека тато ќе те земе сега, тато ова. Тато не си доаѓа од работа. Па тоа ти викам дека све вика, не само тоа конкретно. Сега се вика Бисера, така? Да. А што доколку, например, сопругата одлучеше да се Што вика... го име? Да се вика Кристина по тебе? Ке ти беше некако чест или што ќе речеш? Па не знам, јас сакав Бисера од дамна сакав Бисера по песната. Бисера од Бисер Пулба. И она знаеше, уште кога се фативме, кога бевме дечко и девојка, знаеше дека ако имаме дете девојче, дека Бисера и нема А одстапување. машка ако беше? Машко ако беше и оставив на незе, она како сака така некога. Бисер, не се чуо. Бисер. Ja, после ќе го вика по трговски, он Бисер, ај се чекаме кај Бисер, ај утре Бисери. Цел трговски му остава. Ке би се Лака дома. оставив на незе, како сакаш ако е машко. Да, три ако се три бисери, да. Ете. Бисери. Твојата киркичка се вика Нија. Да. Сега, затоа што сопругата твоја по потекло од Охрид, Нија е охриѓанка? Ние е битолчанка, се роди во Битола. Таква желба имаше и мајката и јас, бидејќи одлучивме таму да се породи. Си знаел ти заеднички, каде. да, ама едно преубаво искуство, нели оној клише муабет кој ќе го кажеме дека нели кога ќе дојде на светот како што каже и Пере. Јас си сакав да имам прво дете женско, ми се оствари желбата, фала му на Господ. И сум пресреќен. Уметници. Да, апсолутно. Види кога ќе добиеш женско, после потајно сакаш уште едно женско и даш. Да, управо е, управо. Уште едно женско? Така Ма некако. пробуваш да правиш машко. А пробуваш да правиш машко, да. Ќе одиме али на три, ама потајно ќе видиме. сакаш женско да ти. Како На ќе- три? Да, сигурно. Добро, тоа слуша сопругата. Може Да, требаше слуша, после да. година дена да кажеш. Кога ќе каже она тогаш? Ајде, добро е. Ја добро. не кажав ништо. Ништо не кажа, он си савши работа. Па така да на брзинка. Да. Да ја фатиш неспремна. Па не, спремни бевме како. Спремни се, спремни. Спремни се, добро. Сега, затоа што сите ги прашуваат нели жените како ви беше во за време на бременоста, колку се здебеливте. Никој не ги прашува мажите. Ајде да јас да ве прашам. И да знае. Како се ти беше направи за време на катастрофа. бременоста? Колку се здебели? После како ти беше на пораѓај? Ама искрено многу гледав и читав психолози околу тоа како е на жената додека е во бременост. И има моменти кај што стварно и ние поминуваме низ таа фаза Вас ви е тешко, точно. како не се нормално не го носиме Бремени тој да се терет, Не се сетам, не се стварно лоши, знам. не се повраќа, меѓутоа психички истиот терет го носиме ние како да сме бремени. Така да се здебелуваме и ние. Колку се здебели? Па не знам, ја никогаш во животот не се мерам, не бројам кога вежбам и кога сум правил форми. Еве и сега, пример, после 2 години пауза почнав да вежбам изминатиот месец. И никогаш не мерам колку сум здебена, меѓутоа знам дека се направив како дете у пубертет. Е мало, е големо и сега ници надам. Еднаш изгледаш добро, еднаш изгледаш крш. Така да морав да се ставам во ред. Брзо ги врати килограмите Па после брзо, бременоста. мене таков ми е метаболизмот, кај што брзо одма кревам, брзо спуштам, така да За дисциплиниран сум, А за дисциплиниран пораѓај сум. беше присутен? Не. Добро. Мислам тоа се Тоа не е желби, машки. меѓутоа не ми е некако, не знам дали е непријатно, него немам таква желба едноставно. Да. Си се спасила. Никој од вас беше на пораѓај? На пораѓај Не. гледам да избегнувам такви моменти. 4 пати си избегнал се, а? Да, ама веднаш после пораѓајот сум Јасно да. тука. Кога Да. помина тоа опасното тука. може. Иначе не, она да земам камери сега па да влегувам натре па да ја снимам, тоа амерички филмови, маца тоа не. Не, а ниту вие не бевте, зошто не бевте? Ви беше страф или ви беше? Не е до страв, мислам. Кажи.
Иван, ти си бил на настап сигурно. Види, не. Јас мислев дека ќе биде и жена ми мислеше дека ќе бидам на настап тој период, но мислам дека јас тие неколку часа ги поминав многу стресно, бидејќи бевме во автомобил. Бевме во Охрид на рутински преглед, требаше да одиме до Битола, нели да се вратиме назад. Одиме во болницата, а прегледуваат. Докторот на шала насмеа и вика: "Ајде Ивана, ти колку ќе го носиш детето 20 дена плюс, вака така." Добро, решаваме, ќе си се вратиме назад, окей, тоа рано е. Само што седнавме да јадеме, нешто ме боли стомакот, вика да си одиме дома. Тргаме некај дома, во ресен породилни болки. Ајде, кажувај како ти беше тебе. 4 жмигавци и возиш нека болница. Викам: "Ивана, те молам да се вратиме болница, не дома сакам да одам." Викам: "За тоа сме дојдени", викам, "Дај, викам, те молам да се вратиме болница, не дома сакам да одам." Отидовме дома. Кај низиниот доктор во Охрид. Ја прегледа, да се лажни контракции, да видиме, да дадеме диазепам, да видиме што е. Прими диазепам. А тебе ти дадоа диазепам? Не ми дадоа, јас бев, не знам кај бев, на некоја друга планета бев тој период. Го видов И мајка и бидејќи исто медицинско лице, вика, она реши, се враќаме назад, вика, тоа ќе легнеме, ќе земеме перници, вика, ладни крпи, ќе тераме, ќе стигнеме, вика, сам. Па ќе биде окей. Значи возевме Охрид Битола, Битола Охрид, после назад, па ја примија во 3:15, попладнето, дури вечерта во 9 се породи, фалува на Господ, се во најдобар ред. Ама јас тие часа со возење, врнеше. Тежок е тој пат таму кривини. Да, брат, врнеше толку многу да ми пукна брисачот. Значи премногу врнеше, јас со 4 жмигавци. А водењакот пукнали или само бришачот? Не, брисачот пукна, да. И премногу врнеше, ама фала му на Господ, стигнавме во најдобар ред. Која и пукна водењакот. Ти беше на настап кога пукна водење. Боже, и која песна ја пееш? Тоа беше дента на Великден, точно 16 април. Или сабота се оди во црква, прв ден Великден и јас одам на настап и како претходно наручек кај дедо ми, кој викам ќе те оставам кај твоите. Нема да седиш само дома, веќе си 9 као. Се препотуваш сега дори ми го кажеш? Да, сигурно. Сам си го враќа филмот. И као на у тие моменти нема разбирање. Не знам што се случува, дали се хормони, дали е некој инат, дали нешто чувствува во тој момент. Као не ќе си одам дома, ќе си одам. Тоа дома ваѓа. Дома и као се убедивме некако ќе оставив, само што почнам со настап. И нели нормално настап цел си со гаджети и мораш да следиш што се случува. Само што почнав, Пукна. одиме на кај болница, ми пукна водењакот. И сега имаш драмска пауза, едно 10 секунди, вака, не, мислам. И вака сега ми кажа, што ќе направам ако прекинам, само ќе уништам на некој нешто, ако отидам во болница, не сум доктор, пејач сум, фрскања. И викам, добро, окей, со кој си, со татко, мислам, со моите, уживај. Да, безбедно. Да, брат е Ти доктор, колку така кила да се, тоа е така, тоа. колку кила се здебели за време на Ја бременост? цело време се дебелам, стварно. Така не беше ништо страшно со дур беше жена ми трудна, ама видов дека стварно уствари имате, мислам, тешко е да Не биде жена. зезај. Да, не е лесно. Ја зезај. после го капирав тоа и од кога се породи и све, пошто природно се породи такви ствари. Викам, стварно свака ти час и дав рака на жена ми дека стварно е херој за тоа да го направи. Тоа жена мајка кралица е многу оправдано, Да, не е апсолутно. лесно да си Не, мајка. не сте ни вие сега тука за Не е лесно за воопшто. ставање на страна. 4 час. пати. Која бременост ти беше најтешка? Третата бременност, да, затоа што некако така и се погоди кај нас да е корона дете, да кажеме, нели? Аха. Се модерно, постмодерно, више не знам како е тоа, нели? Како се нарекуваат тие деца. Значи, родена е во периодот Софија, е родена во периодот додека траеше короната. Така. И тука некако многу се опуштив, да кажеме, во тој период, значи не излагав, не трчав како што знаев претходно да бидам многу активен и тука качив многу килажа. Плюс некако почувствував некој афтер ефект. Значи после оние вакцини кога ги примивме, нели, некако организмов чудно си го чувствував. Немав сила во нозете,
помалку можев да движам, не знам како да ми беа тешки со олово, онака, знаеш, Тешко е, скали да не можев да ги качувам. А сопругата Нешто се случи, да. Дали чекај сега да прашам, да сопругата беше иста тежината со качувањето по скали кога беше 8 и 9 месец со твојата? Чисто ради споредба. Не. Жена ми беше нормално бремена, по-голема беше. Јас додека пред, значи да биде трудна, се беше во ред и со мене. Од кога се роди Софија, баш тие датуми некако беше се погоди и вакцина да примам и така натака, и тука ми се успори некако метаболизмот и накачив многу килажа. Значи да не претерам, ама 27-8 кила ставив на мене. Тоа Значи бев поспораѓај. 100 кила, јас бев 100 кила, сега сум негде 80, кај што треба уште да симнувам. Ама то- Меѓутоа иде многу споро, Ама многу чека, овие споро. килограми сега ти се од Ирис, така ли? Овие да, сега моментално ми се од Ирис, Чисто да. да знаеме кои се. Да, и плюс, значи варирам и кај мене организмот многу брзо слабе, многу брзо се дебелјам, значи треба човек да биде секојдневно активен за да може стварно да се одржува и подобро да се чувствува едноставно за самиот себе. Мислам дека исто тука главна улога игра и мајката, значи односно партнерите, двајца мора да се подржуваат во се што прават, значи да прават заедно, да кажам, на некој начин, ако може заедно да возат точаци или заедно... Ама заедно да не идат на качуваат пораѓај. овако? Чекај сега. Не, Свет. заедно да не идат Заедно на пораѓај да не идат. Никако. Зошто да не идат заедно тоа на е, пораѓај? види, индивидуално е тоа. Кој сака нека, оди Ако се. сакаш да го, ако сакаш да го гледаш тоа... Дали е стравот? Дали е страв? Нема, не, Дали е непријатност или Кај што мене е? не е стравот, него едноставно Повеќе сега- непријатност, Непријатност. јас сметам дека Непријатно и и плюс на излагам- сопругата би било Да, како понепријатно. чин мене ми е- излагат без никаков имунитет, тоа е ново роден, че се ти влагаш натре и се, мислам, Па ти пак си... твое си е. Ама окей, ама ние да не знам, Ете бил на свирка. он. Мислам, Оној ај пак си збегува за да те види стерилизиран, пак. и не си тука. Не гледа тоа, ништо не гледа. И го видам за саат, два, како и да. Така ми се Е сега, што ви помина низ глава во првиот момент кога го видовте тестот за бременост и моментот дека ќе станете татковци? Може би подобро е да прашам што најмногу ве исплаши? Што најмногу не исплаши? Мислам дека ова прашање некако наменето за тие кои што нема деца и кои што веројатно имаат некаков страф од тоа да од самите обврски кои што се Од обврските, добро. Да, Така. од самите обврски, што значи тоа сега? Добро, обврските. Ако имам дете, да, кои се моите стварно обврски околу тоа, околу самата организација, времето, значи многу им е тешко да искочат од таа комфортна зона веројатно во која што уживаат. А да имаш дете навистина не да те вади од комфортна зона, него те вади од кондори, те вади од Поготово име така на тие што не сакајки го направиле детето. Да, кој ти е ќе го видат депланирано. тестот за бременност. Да. Вас, момци, што ве плашеше Така. најмногу? Иван, тебе што те исплаши најмногу? Искрено, воопшто не се исплашив, бев пресреќен. Не дека не бев изненаден, но бев многу позитивно, бидејќи очекував и сакав премногу и знаев дека сум спремен татко. Правам се, можам се да направам и пред и после тоа. Многу бев спремен. Филип, ти што си најмлад, имаш 27 години, значи на 26 си станал татко. Така, те исплаши нешто тебе или не? Искрено, ја прв ти одговорив, буквално ништо, ја Ништо. ја искрено сум така и воспитан и така ми е, се ми е кон дома и се што сум. Се што Бре, правам, се ми е кон дома какви и се мажи Не, имам. природно и он баш на добри кон домот години и станал се татко на ама- 25, А, на на така. А ти 26. кога прв пат стана татко, да? Јас не ме прашувај мене така. Не ме праши на колку години станав. Тоа не Исто ме како прашувај, него. да. Добро, да. Не, јас имав 19, наке 20, значи. Е, па добро да е. Само што станав полнолетен, да кажем. Тоа е подобро. Ама, Искрено. Кога е подобро, на Подобро е помлади години? Тогаш, пошто онака не сум прашал можеби никој што Или сега? има волку голема разлика на деца. Кога е Тоа е подобро многу сега добро прашање. или подоцна? Многу добро прашање. Малце улога на водител влегов. Ако бете. Ја ви кажав, значи Повели, нема, повели. пази, нема Повели така форуми не е. за татковци кај што можат вака да се изборуваат и за тоа ве собра. Е па нема фемина за мажи. Мажина твој треба да мажина. биде. Ајде да одговори Види, Пере. тоа зависи од многу работи, дали е
дали било тогаш подобро или не. Значи биолошката улога кај таткото се менува секојдневно се менува. Значи процесот со самото глобално, да кажеме, Така, движење, со животот, се што носи, значи индустријата, технологијата и така натака, така се менува и да. И сега полесно е тогаш? Мислев и околу нерви. Сега ја Околу тогаш сум имал, нервите. ама како да одговорам, јас тогаш сум имал 19 и пол години, Некој свесен брат. 20. Му поминало така изгледа. Па не, 20 години да кажем, и тотално сум размислувал поинаку. Да, бидејќи од сега. сите викаат колку Да. порано, толку е подобро. Али во суштина, Тоа за жените важи. Па не, тоа не, па не може сама во да има, суштина, мислам, може се уствари, ама да ја прошетам, да ја се посветам исто максимално во однос на физичка спремност и тако во тој период, значи ми било многу кондиција, полесно, да. бидејќи сум имал сигурно многу повеќе енергија отколку сега. Што ви е најмачното? Не спиењето, именувањето пелени, што ви е најмачно? Кажи Иван, не спиењето. Океј. Не ми е мачно. Затоа што ние сме горе-доле навикнати како музичари да не спиеме и не ми менува ништо дали нема да спијам откога ќе се вратам од настап уште некои 3-4 сати за да одмори жената дома или слично. Верувам пеше ќе се сложи пере исто. како и да не спиеме, пошто после свирка ми треба 3 сати. Ти зуја ушите уште 2-3 сати, апсолутно се тушираш, јадеш нешто што можеш да средиш низ дома. Пере? Пак е Не, некоја... значи сите ми дојдовте. Прво да кажам дека сите дојдовте ненаспани. Да. Тоа логички. И баравте кафе. Немаме опција. Тоа значи не сте наспани, меѓутоа не се жалите. Јас сум наспан, мислам- на пример. Мислам дека нема тешко тука, ништо тешко нема Нема, околу нема. децата и не треба да има. Мислам така ние да се го прифаќаме тоа или да го сватиме тоа така. Значи зависи од работите како ги сваќаме, како ги прифаќаме кај себе си. Значи се е психологија за тука. Така што како што каже Иван, се враќаме често пати од настапиве, знаеме да се вратиме и касно навечер, така што и таа трета смена некако не ни е тешко да ја продолжиме, да кажеме, дока 5-6 саатот. Да, Зависно апсолутно. со тоа. Ако зборете, после ќе има после коментари. Меѓутоа кај мене така малку како некаков притисок, да кажеме, да чувствувам, е тоа што се буди, да кажеме, почесто кога е бебе, и онда стварно од тој сон ти се будиш тука, па се превртуваш, па чекај се, што требаше дали зависи детево ако пие дополнително млеко, да му направиш млеко, да станеш сопругава, зашеметаност неколку минута, две. Допуна, па пелене да именувам. Сега именувам пелени со една рака, значи ова вака, со техника, со сите нишани, разбираш, значи од сите, так, Ама из контра да си го шпил, прави милкозна, све тоа си, да, рутина. Со една рака. Вие менувате пелени? Да. со една рака Сите? да ми. Со една рака. Со една се уште не. Со една ништо кај пере на часот. Видиме техниката. Тоа Макар со искуството си тоа ми е доаѓа. проблем малце сега, пошто е Добро, жив. темпераментен, живо е, ја жив и здрав само. Викаат дека И една рака го играш со играчка, со другата пробаш, па неколку пати, па со другата. така, кога се сме кај сноѓи. играчката има последица тука на окото, не Има една мала, се повлече, не сакаше да ми даш пудра преска. Да, за да видиме. Ја не ќе да го издадам, сега ќе ме да го гледа. пуштите во емисија. Да. Ќе ме гледа можда за некоја година И да ќе порасне, ама види не ќе да белегот. го издадам. Белегот Не сакајќи под беше, сака Е од Максим. од Максим, да, тато фала. Да. Ова е за памет. Да, те тука се чувствува стварно тешки повреди, се случуваат. Многу ги сака оние, ајде да не правам реклама, чести кои знаат играчки да бидат и кажам. тешки повредите, стварно, пошто И може да со боли. тоа руче што може да ти направи око да ти Да, изоди страшно, све, може да си имам многу пати си имам Никако. степан у животот, ама ова мислам дека стварно како што највеќе може до да сега. среди. Со многу љубов е направено, пише. Не може да не воли, брат. Па не, малечок е, не разбира, не знае дека, мислам, само нека е жив. Ај сега да ве проверам. Све кажавте убаво, меѓутоа да видам колку точно знаете зашто служат одредени работи. Имаш артикли на тука, нешто вебињата и се. Зашто служи Павловичева маст? Дали ја користите? Да. Да користим. Секако. Зашто служи? За иритација. За спречување на иритација. Така? Така, ја. Така, да. Така е. Само пација, да, да. После секој именување на прса става Павловичева. Колку често се бања новороденче? Па,
Секој ден? Не мора секој Зависи ден, од ама новиве различно, педијатри што малце поинаков пристап. Мислам да, мислам Секој дека ден? секој педијатар малце Секој различно ги педијатар кажува различно кажува. тие Вие кога работи. ги Ние бањате? преку еден. Уште од новороденче Ние, беше. ние не, новороденче, мислам дека негде од прилика на 2 недели до мислам пази, оно секој ден јас го мијам од Така. да кажеме Да, со- нели Да. пред да му смениме пелене и така Така, натака и така. така натака, меѓутоа она да ја избањаш овакво мислам дека така на 10 дена, 2 недели може ова е ново? Да. Не сум знаела. Јас Нас ги ни кажа бањав и на на 2-3 Сабајле и дена. навечер така ми По вика. 2 пати, така. Бањато и затоа бели деца А има. сакаат многу да се бањаат, тоа сакаат многу да се бањаат. Добро. Не на 2-3 дена, така. Дали така се ние вика кажеме. правилно CTG или CNC? ЦНЦ друго. CTG, CTG CTG, CNC CTG, машина. јас така сум слушнал. CTG? ЦНЦ е она за сечење на дрва. Добро е, добро. Добар, добар. Само Викаме сега, проверувам. да, Само зборувачко е проверувам. прашање, ама Да, да, викам да. сега. Дали се вика аминоцинтеза или аминокинеза? Тоа е земање на плодова вода. Аминокинеза сигурно, тоа другото не знам што е. за ова сум воздржан. Тотално не разбирам. Не сте, не? Па веројатно аминокинеза како што Не, вика. аминосинтеза се вика земањето на плодова вода кога треба нели да се направат бе, одредени гледаш, тоа не испитувања. сме го Добро, знаели. де, добро. Добар, Ајде па нешто и да не знаете. Сега не може да сме Се совршени. се вика постелка или се вика простирка? Постелка или Зависи од кој простир? крај си тука во Скопје. Зависи од кој град, да. Зависи, ја не знам. Не знаете тоа, не знаете. Постелка е нека биде. Постелка нека биде. Постелка се вика. Дај добро чаршав, е, легни добро. од детево, нека се Простир, Фротирка што тури. простирам. Ајде малце да одмориме со реклами па се враќаме. Може ли? Супер. Ајде. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме после рекламите. Значи, за време на рекламите се случуваат најинтересните работи и така дојдовме до сознание дека Филип сака да каже еден виц на Тоа темава. уствари што не смееш со плодовата вода, уствари вицот ми текна што не Кажи смееш. кој беше вицот. Отишол некој да се исповеда кај папата. Абе, знаеш, греше, украдов пари од кај газда, вика уживај бе смееш, кога нема гај. Абе, изварав жена ми и ова, бе смееш, уживај, смееш, абе ова направи, бе смееш, абе што не смеам. Абе, кога вари некој вика со апарат, не смееш да гледаш. Като болат очите. Немој да гледаш таму, дека тоа ми падна прво на памет, мене само глупости ми текнува. Ако де, ако. Така да тоа. И тоа е убавото. Значи, го завршивме тој моментот на вас, колку ви е тешко што и како е сега во улогата на татковци да ве вратам. Нели, подеднакво треба да учествуваат родителите во воспитувањето на децата, барем во сега во ова ново време, така вика, затоа што порано, па и мене мајка ми ме воспитувала, татко ми кога бил, кога не бил тука. Вие со какви татковци израснавте? Со другар. Со другар? Искрено. И со татко ми, со мајка ми, онака буквално као другари, мислам нормално строго, онака баш традиционално Авторитативно? воспитан, авторитативно, меѓутоа нормално како прав христијанин воспитан по црква, по се останато, така да баш како другар и кога има проблеми, кога нема, секогаш се седнувало, се правело муабет, се разговарало и се решавало. Немаше заушки, малце вака? Татко ми не, ама мајка ми да е жива и здрава, мајка ми да не беше она. Мора некој? Мислам, имало Влечка и играше? татко ми, пошо не влечка играше. Сега ги памтам, мислам дека сите чудеци од неа. Сега да не испадам дека Не, малтретирала жена, Не зезаме да така, чува. така, така. Мислам, само тоа е едно супер воспитување, бидејќи искрено бев стварно немирен премногу. И дури кога почнав со музика да се занимавам, кога ќе ме видеа професорите од основно и од средно, како ја не знаев да разговарам, вака јас буквално. И кога ќе ме видеа како се чудеа дали си ти истото дете или имаш некој братучет. Играла влечката по дома. Играв пиперевка, Така. влечката, да, Добар. така да фала и на неа, татко ми секогаш бил тука. Нели нормално ме стави ред со викање, меѓутоа бил така, машко. Так, машка. Попушта Имаше повеќе. вистинска машка фигура или како беше? Да, Другарски. строго патриархално воведени во верата уште од најмали нозе, по да речеме еден нормален терк, растени деца, двајца браќа, под моите прекрасни родители. Кој е подобро дете? Кој испадна подобро? Ти или брат ти?
Па, мислам дека брат ми е подобро дете. Брат ти, добро. Добро, кај тебе? Како беше Кристија? Легенда е татко ми. Така. Да, си го поштам многу, зашто све ми дозволува тоа све што е у граници на нормалата. И секоја чест си фала му што ме воспитал така, пошто сега сум здрав, жив, прав, као што треба, не сум ни наркоман, не се ни дрогирам, ни пијаница, ни ништо, него све е најнормално. И тоа го ценам. Пере, кај тебе? Па ја мислам дека стварно и кај мене да кажам така по-нормално семејство не сум можел да имам. Значи да на некој начин ете стариот баш татко ми во тие години и не беше многу присутен да кажеме дома затоа што беше нели тоа време Југославија, Така, јас сум тој период роден. Таа држава и он работеше низ цела Југославија како инженер и така на така многу патуваше. Повеќе бев тој период со мајка ми, меѓутоа татко ми знаеше да процени кај мене точно што ми треба, да ме анализира добро и да ме насочи онака како што ја мислам дека треба. Значи не он, туку ме гледа мене со што јас се занимавам, кои се моите активности кои што ги правам преку ден, да види дали е тоа спорт, дали е тоа нешто друго, дали е некаква уметност, и мислам дека он ја процени го процени тој момент кај мене, дека и мајка ми се разбира, меѓутоа татко ми повеќе ме насочи кон музиката и ете он на негова одговорност или негова кривица, не знам како да кажам. На негова благодарност. На негова благодарност, да. Кажеме благодарам на татко му на Пере што го имаме како ваков секако уметник. дека ќе го кажам, Така. благодарен сум и на него. Многу што ете ме однесе во ниже музичко училиште, ме запиша и од тој ден, од таа 5-та година моја. Веќе да. Така, сега обично имам тој барем правец. во моето семејство се делеа работите, нели, што смееш да кажеш на мама, што смееш да кажеш на тато. Имаше кај вас такви поделби или не? Со нешто се разговара со мама, со нешто се разговара со Ама тато. за машките работи нешто е имаше. нормално. Нешто има, нешто Било е пострашно мислам на тато да му кажеш. Пострашно е на тато да му кажеш, да. Апсолутно. Се, ајде да видам вие како ќе реагирате како родители. Имам тука неколку ситуации кога би требало да се одлучи кој треба да оди, например, на родителска мајката или таткото, така да сега слушајте. Или што е побезболно. Кој треба да оди? Ако ти јават дека Максим скршил прозор во школа, ти ќе одиш или сопругата ќе ја пратиш? Ја ќе одам, што ќе. Така, нема да ја пратиш. Ќе ја вади работата. Па мислам ако не сум на некој патување, некој настап, ама ја ќе одам. Ако е како мене, Прати за мене. тешко му. Така, добро. Ти? Ти ќе одиш или сопругата ќе ја пратиш? Ако скрши прозор мора ја да. Ти, добро. Ми исто. Мора да Ти немаш машки деца, ами и девојките се багабонти мора. Да, Да, Ќе одиш ти или сопругата нека оди? па види, у зависност од ситуацијата, тоа не можам да кажам сега јас ќе одам или морам ја да одам. Ако не, овако, не, а? пошто да. Тоа зависи од ситуацијата. Ако треба јас да одам, значи се консултирам дома, дали можеш, дали не можеш, ако не можеш ти одам ја или ако Не не мислам можеш да не е ја, тоа одиш ти. машка работа, типот ја ќе одам да решам сега. Па Не. не би рекол. Не би рекол. Има и Јас многу идам- женски работи кои што мажите денеска ги обавуваат место жените, така што еве или место жените. Зашто да биде некоја поделба таква? Веќе ова денешница или ова идина што доаѓа многу работи менува. Така, сега, ако, еве, пошто ти си ми тука прв, морам Максим прво да го Прв земам. сум, мора. Така да, добро. Дашка, ја и ти сме Ама ќе само одам вака кај ние, рандом Кај обичам. ние ќе одам. И раскинал дечкото на ние. Добро. И она седи во соба и плаче. Ќе одиш ти како тато или ќе ја пуштиш мама? па ќе ја пуштиме пред мама од женски аспект да ги согледа Пошто ти работите. кидеш да го тепаш овој што и раскина. Не, апсолутно не. Нема да видам таков татко. А после тоа ќе настапам јас со моите комуникацијски вештини. Што ќе речеш? Не е за тебе. Што ќе речам? Не, нема да ја речам не е за тебе. Ќе речам се е искуство во животот, не се подпирај само на оваа врска, одиме понатаму и тоа е тоа. Добро. Ти како ќе реагираш ако Бисера плаче дома? Заради некој? Па да, те. Па ќе отидам кај тој малце. Е, Да така. го видам. Малце, да видам што прави. Малце. Се Малце. шалам, со мајка и нека разговара на таа тема. Пошто сигурно е попаметна за тие работи. од Така. мене.
Добро. Ти си имал таков случај сигурно или не? Бе, како се? Што правиш? Зборуваш ти или остави мајката? Збориш ти се и со едново и со другово, со третово има време, значи, Така. али со првите две се разбира, да. И како им викаш? Ситуација, кај си бе, татичко бе, дојди да те гушнам прво, ајде. И се и така. мора да се изнагушкаме, мора да ја дадам таква една емотивна поддршка прво. И даваме после викам, ајдеме сега со мене на ручечето, седнеме и си направиме малце муавет, ја и ти да се видиме, викам, ако си разговараш со мајка ти, ама ја и ти сакам да се видиме посебно и така. Ручече малку да, знаеш, да се отргне од мислите од таа сега дома седиме од таа атмосфера малце. Да, Поинакој кој ќе искочиме малце надвор, полабаво е така од психолошки аспект. За Максим. Ајде. Благодарам, тоа е кај девојчињата, така ќе се Така е. однесуваат татковците заштитнички. Така е. Ти се јавува другар на Максим, вика. Значи, Чичко Филип, Максим се напи, не може да си дојде дома. И ти како Чичко Филип, шо викаш? Кидеш ти да го земеш? Или ја Прашам пушташ? првен дали он има пијано. Тој што ми се јавува. Тој што ти се јавува? Нека Дали тоа е е за да свесен, пие. дали е во ред. Добро. Потоа ќе го прашам каде се наоѓа, да ги земам и двајцата го пилот, нормално нема му дозволам да вози. Добро. Ако вози, пошто чим пие веќе и вози. Така. Така. Па И? тоа ќе решам ситуација да ги гледам. Значи, да му- одиш ти, не и да му кажуваш на помогнам. мајката? Па не би ја стресувал во моментот кога кажам са бајло са. Пошто јас како и да е, пошто јас како и да е ќе бидам излезан, та така да и голема е веројатноста да и кај мене на свирка, така да нема кај да бега. Добро. Тука ќе биде. Добре. Меѓутоа секој пат понатаму мислам дека само отворено би разговарал со нив за се и не би криел ништо и Ќе му би кажеш? помогнал онака баш како што е. Ќе му кажеш како не ти е срам да пиеш или ќе го научиш како да пие? Па не можеш ти на никого ништо да забраниш во животот, меѓутоа само да не се направиш катастрофа, барем биди нормален, така. биди фраер, Културно господин до крај. Так. Кој се прашува, значи дома кога треба да се постави прашање, обично мене ми вика иди прашај го татко ти, ако нели мајка ми не ми дозволува. Сега вие како би реагирале во ваква ситуација? Доаѓа Бисера и вика јас сакам да носам мини сукња, ама има само 12 години. И вика сакам да идам со мини сукња во школа. Ти што ќе речеш? Ја ти дозволувам или ќе речеш прашај мајка ти? Не, ќе се договориме со мајка, ама мини сукња на 12 години. Не знам, пре ја би ја натегнал мини сукњата, она да не иде. Не, ти си цар. Не, Ајде ќе Иван ти, што ќе кажеш на ние ако рече прашај ја мајка ти или облекој панталон? Мислам дека ќе ја префрлам топката на мајка и апсолутно Мајка, тука. ја. Твоите по дома одлучуваат која како ќе се Не по дома, ја ако ќе ја видам, да, како е облечена, онда јас сум малце по-патриархален у тој однос, така сум малку, да кажеме, не сум да бидат толку одма отворени децава Така? во зависност сега 12 години е сепак не е ни тинејџер се уште, нели? Не е. Не, покри се. Да, така што секогаш им укажувам, да кажеме, ако нешто така убидам кај нив, што не е баш, што знам дека не е баш добро, меѓутоа сакам да поразговарам на таа тема и малце да ги чочнам, да ги, знаеш, да се замислат ако не друго, да може, да, апсолутно, да може да биде свесна за наредниот пат или свесна за тоа за каква прилика, ја носи каде ја носи таа гардероба, посебно не во школа да е така облечена, мада денеска децава ни светов, да кажеме се у Јужна Кореја идат цело време у такви Сите се усукници, у чорапчиња тука не бели гледат. такви, да. не И гледат. така се воспитани други тие, прашања. така се воспитани тие деца. Ние малце на Балканот сме. Те прашува Максим. Може ли да направа, не те прашува уствари, он сака доаѓа со констатација, сака да направи журка дома. Што викаш? Прави и не гаси музика до Он ќе му крај. организира. Викај ги сите браво! и ќе му организирам се и само нека прави. Добро, окей. Само да прави и да се дружи. Ние Да, те прашува тебе. да. Тато, може ли дечко ми да приспие кај мене? На која возраст? И па што ме кај тебе, значи има помалку од 18. Може ја да спијам со вас измеѓу. Не, нема ако е помалку од 18. Мислам дека ќе нема храброст ни она да праша, Така ќе биде. а ни он да Не дојде. знаеме какви генерации Он да доаѓаат. дојде да. Точно не знаеме, ама јас според мојот надворешен изглед и познанства во градов, мислам дека
тоа многу тешко да се случи додека он наполни 18 години. Значи, не, ама нема да дозволиш. Не, ти ќе спиеш со нив. Не, нема да кажам ништо. Кај Да. да праша ја мајка ти не. Не. Крај крајева болje да спие кај нас него она да иде на друго место, така. Преспил некој од Не знам. потенцијалните зетовци кај вас? Абе, сега вака да ќе им кажам, пошто тројца вака. Кажи. Да, јас исто сакав траше Пере да го Значи, прашам Пере, први. Пере. наполна 16 години, 17 години, па ќе ве видам тоа дали ќе Тогаш ќе дојде. дали ќе го пуштате зетчето или нема да го пуштите. Ќе го зетчето. викаш, дојди, молим. Да. Седи дома житице. Така. Кај мене има преспивано повеќе зечиња имаат преспивано, така што не гледам на таа ситуација некако, не знам, страшно или не знам што у тоа, пошто јас истото низ тоа сум поминал, значи како ти кажам, само што мене пред да ме пуштиле овакво да влезам кај нив дома, јас сум седел тука едно сигурно 5-6 месеца пред скаливе доле, разбираш, прво пред врата, за да Други можам времења, да добијам да. Така било и кај мене. Значи и со овие не се појавиле одеднаш тато На овакво па часови ќе кај стие, Пере. него Да. Све да викам, видиме така. да кои сме, што сме, како сме, дури стапувам и со неговите родители, да кажеме во комуникација. Дека им е тешко. Не ве за. Сега, тоа се некои работи кои што кажа, реално Тоа е нормален искуство и процес кој реалност, што да. треба да се случува, меѓутоа треба баш како што Природен што пат, бе. Пере кажува, баш така треба да биде, да се знае со Ќе што, видиме кај, второто кога ќе дое сега девојченцево, па ќе те прашаме. Сега лесно ти е со машко да вас. Дојдам пак. За секого од вас имам индивидуален случај, сега вака беа за сите за да видам како размислувате, индивидуален случај. Слушајме сега. Чекај да видам за кого овој. Доаѓа тетовиран, пирсиран, со спуштени панталони. Тој што сака да преспие кај За вас мене е и ти прашање, вика: кај си бе стари? Што ти поминува низ глава? Ма не сум стар, Бог ќе му удрам одма кој стари, кој стари. Нема ве. Добро, окей. Доаѓа синот и ти вика: тато, напуштив работа. Ке работам кај татко ти на девојка ми. Што ќе му кажеш? Секој си носи своја улога, веќе чим работи, веќе е зрел. Ке Ама го- вика ке напуштам работа која што му е супер и ке работи кај таткото на девојка му. Па сигурно може би ќе му биде подобро. Може ќе му качи плата? Може ќе му качи плат, мислам не, едноставно. Може би има нешто, Добро. сигурно има некоја причина зашто би напуштил. Добро. Сигурно ќе има некоја причина. Ајде, Пере. Ајде да речеме Софија. Ти доаѓа и ви вика вака: тато, те молам да го продадете станот, затоа што имам идеја за да инвестирам во бизнис со дечко ми. Ти што ќе речеш? Донеси го дечкото да видим што се дешава. Да видам со кого има работа. Да, имам со кој имаме работа, да. И што бизнис. конкретно. Да. Така ли? Добро. Иван, а и вие ќе одговорите на ова Иначе последно не е прашање. проблем ако е добар бизнис у прашање, тоа Ќе поддржам се ни размислува за Дева така. заедно. Значи Иван ќе го прашам да го одговори ова прашање и вие одговорите го и така ќе ја затвориме емисијата. Варе. Што повеќе ќе се разочараш? Ако детето ти каже: погрешно си ме насочил, или ако ти рече дека недоволно си ми обезбедил? Извини, што ќе не навреди? Што повеќе ќе ве разочара или во што ќе сватите дека не сте успеале како родител? Ако детето ти каже не си ми ја дал правилната насока, или ако ти каже не си ми обезбедил доволно? А тешки овие прашањава, ќе ви давам поклони. Ајде вие размислувајте. Што повеќе те разочара, Иван? Правилната насока. Да, и јас Ако не исто си ме дал мислам. правилната- Бидејќи и моите така, мислам дека сме растени Тоа сите повеќе те така. разочара. Така? Така да, Ќе помине некоја година Ние- и ќе свати дека. да, ние не сме некои што многу имале. Тргам од мене, јас исто така никогаш, ама вие материјалното онако што си млад и брлив, после ќе помине некоја година кој се испаѓаш дека се всушност било во ред, така да ама вреѓа. Има моменти кај што нели јас сум дете, сите ние, кога ќе кажеш нешто несвесно ги навредуваш, Да. така да Си се каеш, после ќе си извиниш. кажеш, ама станеш свесен и тоа е тоа. се созрева. Како кажа преска на 43 созрева. Значи 33 созреваат мажите, така се Имам по време, статистика. уште Ти си колку? зрел. Ќе се скараме за тоа ти кажам. 15 Со години Пере имам тоа после. фора. Така, така. Можам да Ке грешам. израсните ли вие квалитетни генерации? Што мислите?
Ќе се потрудим. С оглед на тоа што се случува во светот моментално и што се пласира во јавно, што се форсира, ќе биде тешко, ама мислам дека Ќе се бориме Морате. сите. се бориме бидејќи Морате да изразите. Најдобро е да не мислиме, јас така викам. Да, значи ви давам подароци. Ова е нов бренд, значи Бранц, прв пат го носат во Македонија, значи ова се кондурчиња за вашите дечиња, може да се носат значи како сандалчиња. Еве, за момчето, значи Ирис имаше една годинка, ќе има веќе? Ќе има Ќе има една годинка, значи сега овие се во за јуни, незе, да. имам и за двете, за Нија. И за Бисера, сите сум ве научила. Вие се за Еве за проидување, Нија. баш да Да, проидување. ова е за Нија. Добро. Добро, нема проблем, јас ги. Овие се за Нија, овие се за Бисера, еве да ги видите како изгледаат. Чекај, ќе си ги пробате по дома за лесни чекорчиња во животот. Така како што вие сте си ги воспитале. Добро. Таму имате од земи пари, ќе погледнете што све имате како подарочиња. Добро. Пари има. Пари. Има пари, ќе си видите. Да, имате значи еве. Благодарам. Шоличка за пиење, леле на очарите, Барнер. Требаше да ми ги дадеш да не бидам модар да да си ги бидете носам. најкул татковци, Овие се да, овие се кога на ќе ги бомбач. шетате вашите деца, еве Барнер стави сега да не се познава. Требаше на почеток да ми ги дадеш. Да. Дај така да ја Имам завршиме уште леле, имам, па се емисија. можете слободно да си ги ставите на очарите и така ќе направиме едно на крајот. Одлично. Така и ќе одјавиме за да ми бидете здрави. Вие Имам и начери за од бомбак вашите изгледам, дечиња морам да и за вас витамини. Овие се Овие подароците. Барнер стварно Да. знаат да ме погодат увек. Да. Како ли? Увек, Така ли? да. Така, добро. Значи ананас. Ананас. добар си. Чек. Мене Оф, добри ми Боже. се падна. Не знам вакви, ама сега кај Супер мене. стојат, ајде. Аман си има А, добро чекај, стаклото. чекај, ставете ги сите така не ќе знам. одјавиме. Имам уште подароци. Добри? Значи од ананас мене ми стигна еден сат, јас после ќе си го ставам, да. А вие можете слободно да си користите ваучери, имате од ананас, еве, по 1000 денари. Ваучер, значи ќе си Ваучери од отворите на ананас. страницата ананас, ќе си го Добри научари, морам да ќе си го признам. вкуцате овој код и ќе добиете. како си при? Да, имаме осигурување, татковците да не бидат осигурани од Минтинс и ако одите на летување еден пасош, ако немате од државава, пасош од ЈК. На здравје наредно. Така. Најболната тема на Ирина одморот, така. За вашите сопруги, значи од Ден бјути салонот, имам ваучери, да им се заблагодарам што ве пуштија и што ви кажа Така е. што да кажете во Така е, емисијава и да така е, бидете така е. вака фини и културни. Не Се научија, не спреми. Така, се зезам, еве повелете. Па не знам, више све ви дадов. се ни даде снес. Се ни даде емисија супер, Сум ве дарувала како на мехици. Ја спаси работата, ја спаси работата. Ја спаси работата, добро е. Фала. Ставете на очарите да одјавиме, да се поздравиме. Вака изгледаат кул татковци и вакви треба да бидете сите. И на крајот морам да направам една специјална одјава заради тоа што ова е последното издание на нешто конкретно во оваа трета сезона. Сезоната ја отворивме со четворица мажи, така и ја затвораме со четворица мажи, што значи дека машки ја одработивме сезонава. Ви благодарам на сите вас кои што бевте заедно со нас во изминативе епизоди и што секоја недела бевте покрај малите екрани, што не следевте на YouTube, што не следевте на Instagram, на TikTok, на Facebook, што бевте цело време наша поддршка. Поддршката ни стигаше и од целата диаспора, така да и тука ве поздравувам сите, што значи дека добра работа сме завршиле, што пак е обврска во следната сезона да бидеме уште подобри и уште поинтересни. Но на крајот морам да им се заблагодарам на оние без кои нешто конкретно немаше да постои. Тука е хотелот Лима, кој што ни беше наш домаќин во изминативе епизоди и во оваа измината сезона. На Универзитетот Скопје им благодарам многу на поддршката. Newborn Clinic, кои што секогаш се грижат за вашето здравје доколку имате проблеми со плодноста. Тука ни се Земи пари, Минтинс, Ананас, Халкбанк, ЈК Travel, Барнер, кој што го направија светот поубав за сите наши гости, им подарија научари, тука ни се Кенди, кои што доделуваа витамини. И на крајот најголема благодарност упатувам до мојот тим, кој што се погрижи ова да изгледа онака како што вие го гледате на екранот и ви благодарам вам за целата доверба и целата поддршка. Се гледаме во следната сезона. Останете директни и секогаш кажувајте нешто конкретно. Ве поздравувам!